Инспиративен, храбар и доста препознатлив и автентичен по својот моден стил. Автор на дури 5 романи, тетовчанецот Јован Илиевски во најновото издание од своја страна. Чести задоволство ми е да му посакам добри дојде. Исто и на мене, добро те најдов. Ти благодарам, Јован, што ја прифати мојата покана и вака да си поправиме еден добар книжевен муабет и да ги запознаеме нашите гледачи, дека еден 22 годишен дечко може да напише дури 5 книги. Ајде, кој е Јован? Па после. Па може. Нели, ако се сака, се може. Се може апсолутно. 5 книги, знаеш ако кога ќе ми кажат на мене сега, леле, ти си напишал 5 книги, ние си викам, па добро, знаеш зашто. Нели се тоа го правиш, тоа го сакаш и не ти тебе чудно. И не ги броиме. Да, апсолутно, и не го правиш тоа поради слава или поради тоа зашто ден на себе и се појавуваат многу и на Инстаграм и значи индивиди кои што нели пишуваат некои под секоја цена да се напише книга. Да, па не успева со нешто, па пробуваат со друго и се викам добро, значи јас не мора секој да биде писател, го почнав тоа, не го почнав за да ме зборуваат, за да сум туку само за да се испразна. Само го пренесе она во тебе на лист од хартија кој подоцна беше и препознаен. 22 години живееш во Тетово. Се уште. Се уште, да. Кој е Јован Илиевски пред да преминеме на тема писателство? Ајде на кратко. Јован Илиевски е психолог во бидување, така. Значи, јас примерно се занимавам, така кажеме, со психологијата како наука, за брзо време ќе ми биде и професија. Така, и професија. Во слободно време премногу сакам да цртам, да дизајнирам, зборувам за фотографии, за едит и така натаму. Тоа всушност го поврзувам со книжевноста, поради тоа што и ми треба визуализација нели на ликовите, на корицата и така натаму. Тоа сам си го правиш? Да. Ау, интересно. Да. Тоа се мои Одлично. Обично имаат нели постепен човек што ја уредува корицата. Така. Да, ова е интересно кај тебе што сам се осмислуваш. Кај мене нели, значи дизајнерот на култура ја, како да кажам, ајде ја прегледува само, нели, ја одобрува така. Да. И некои кратки финеси, нели, ги то завршува. Инаку јас сум, нели, сега и тоа ми исполнува и ама примерно психологијата и книжевноста. Така. Тоа стои во мојот концепт дека студираш, односно при крај си со студиите по психологија и во едукација си за гешталт терапија. И сега моето прашање овде кое се наметнува е како ја поврзуваш твојата професија, идна професија, психологијата со пишаниот збор? Каде ми ја наоѓаш заедничката точка, односно како ги комбинираш овие две работи? Идеално затоа што психологијата многу помага во тој процес да создадам психолошки профил на некој лик и уште повеќе да навлезам нели во приказната на тој лик, во таа личност, во неговите трауми, така расстройства и така натаму. Значи помага премногу, додека пак кога станува збор за самото пишување, како се пренесува во психотерапијата и како се пренесува, затоа што и на тој начин подлабоко, ајде, како терапевт, го доживуваш клиентот. Одлично, значи од полза ти е ова што го учиш ваму, го пренесуваш овде преку ликовите. Тоа е доста интересно. Јован, од кога љубовта кон пишаниот збор, од кога реши дека еве јас треба да пренесам во една книга она што го имам замислено како приказ на
Што беше пресудниот момент да се објави нештото, излегува ли кај нас издавачките кои ќе со подршка? Многу ме интересира таа страна на приказната. Од моја страна, од своја страна. Од своја страна, да. Од своја страна, значи самите тие почетни мигови на како да напишам книга и зошто би напишал, се само се ајде да кажам се збираат само во два мига. Така. Првиот е зошто да не напишам книга која што сакам јас да ја прочитам, така. Така. А вториот миг е едноставно на спонтано, кога немаш избор, а твоето срце ти е прв пат скршено. Тоа ми случи во 8 деление. За до на 16 годишна возраст и ја напишав и ја издадов. Првата? Нешто беше автобиографска? За скршено во срце? Ајде да кажам така нешто, да. Да, имаше поинаква содржина од ова сега? Да. Дефинитивно да. Да. Денес мислам дека веќе си пораснат како автор. Апсолутно. Да, и дека си зрел и дека... со тогаш. И сега можеби психологијата е пресудна за тоа да ни пишуваш психотрилери. Ајде малку за таа содржина, зашто токму психотрилери и дали можеби кај нас сакаат да читаат психотрилери од наши млади автори? Сакаат, затоа што... Што покажува искуството? Денес види многу имаме влијание од Западот и самата знаеш дека таму нели што и серии, што и книги се најгледани, најчитани и тоа како ментален склоп тука се пренесува, нели? Некако како да се плашиме, јас велам да дадеме шанса на некој млад наш автор. А јас доста купувам, доста поддржувам млади автори, бидејќи има добри, квалитетот мислам дека секогаш испливува над квантитетот. Апсолутно. Апсолутно и затоа велам дека има толку добри, значи ете на страна јас, туку има толку добри писатели кои што се од наша, нели, од кај нас, така е, да. Кои што парираат и на светски, а ние ним даваме шанса наставно. И тоа е многу тажно, многу е тажно. Така, ајде малку повеќе за книгите. Еве, ова е предпоследната. Ноќта кога ја напуштив Прага, четвртата ќе му дојде, така? Да. Четврта поред и ова е нешто психотрилер. Ова е историска љубовна. Историска љубовна, значи има најновата. Има и психологија, се разбира, има не без психологија. Каде? Каде без психологија? Ајде за приказната. Споменуваш и Втора светска војна. Прва светска војна. Прва светска, да. Знаев нека нешто има со светската војна. Ке те прашам. Јас веќе заборавив нешто. Да. Ке те прашам зошто се навраќаш на тие настани наназад и дали тука почнува приказната. Како ти се формира една приказна за една книга? Тоа ме интересира. Значи како различен е процесот во пишувањето и кога почнувам да пишувам една книга, не размислувам како сум ќе почнал претходната. Туку само така, едноставно започнува. Замислуваш дека така треба да одиш и ти си тераш, само по себе си доаѓа. Така, да. Но има еден момент кој што сега го забележав, а тоа е сите мои 5 романи имаат главна женска хероина. И тоа не е случајно. Не сум размислувал на тоа, значи воопшто. Така си дошло само по себе. Да. И тука е Ингрид Дворак. Така се вика, таа е самохрана мајка. И едноставно како да, сакав да напишам значи нешто кое што ќе става самата жена во прв план, значи, но додека ја пишував не знаев дека ќе ја сретнам Првата светска војна. Значи ја пишував. Доста интересно, доста ти се интересни приказни. Ја започнав во
1912, значи, нели, и тогаш самото действие започнува и како еден спонтан живот. Значи, ќе пишувам и одеднаш сваќам дека ја сретнувам годината кога се случува, нели, таа војна. Викам, па чекај, нели, уствари и она е самата, нели, и на таа војна жртва. Доста интересно. Јас да ставам и низ тоа. Така. Одве чекам да почнам да читам од твоите книги. И доаѓа, пред да преминеме на најновата, стои култура овде, дали од почеток соработуваш со култура? Не, тоа ме интересира. Најпрво бев со Матица, и сега сум со Тавашна куќа култура. Да, ајде за соработката малку со култура. Како се одвиваат работите? Тоа беше и второ издание, чинам, на... Второ издание, така. Да. Како беше, одзивот на читателската публика? Кога прв пат се среќаваме, знаеш, со нешто ново, или го прифаќаме, или не го прифаќаме, измеѓу нема. Јас мислам дека така. Меѓутоа, за вас, писателите, доволно е, мислам дека и до двајцата добре книгата, дека сте го, нели, постигнале тоа, што сте сакале да го пренесете. Ајде за твојата читателска публика. Прво ќе сакам да најмногу на цел свет, затоа што поради нив, нели, и пишувам и правам се што правам. Така е. Имам тие колку што се ги на број, се навистина, значи, верни читатели. И така е кај нас. Кога некој ќе се врзе за твоето пишување, останува на тоа. А пред тоа имаме некој менталитет кој што вели сега, нели, од македонски автор. Сигурно тоа е нешто сега, те разбирам. Така. Баш така и ама ако те дознаат, ако им се допаднеш, тогаш мислам дека и не постои странски автор, туку само македонски. И друго, многу е лошо кога без да прочитаме нешто судиме. Јас велам прво прочитај па дај критика, дали е тоа, не знам, добро или е лошо за тебе, односно дали ќе го читаш или не. И Јован доаѓа соба 610. Зошто соба 610? Краток ударен наслов. Зошто и ми е премногу мило што ме прашуваш ти прво ова, затоа што стои една кратка историја од мојот живот врзана за тој наслов и таа епоха од мојот живот заврши, беше навистина за мене токсична. Так. И од кога ја пуштив, значи насловот остана таков. Зошто 610, само знам да ти кажам дека символизира збугување со мој период на приватен план. Така? А во самата приказна е сосема нешто друго. Така го поврзуваш. Психотрилер. Има ли нешто автобиографско во содржината? Секогаш велам, ниту една книга не е автобиографска, се е фикција, но чувствата, емоциите се секогаш, ама баш секогаш автобиографски. Так. Значи да се работи со некои, нели, ликови кои што се не поврзани со мојот живот, приватен, а сепак јас во тие ликови си ги проектирам тие мои емоции и чувства. Тука ми се наметнува прашањето дали насловот на почеток стои или отпосле го ставаш насловот на книгата која ќе биде готова или потоа се менува нештото. Ти се случило ли, например, на почеток да речеш не така ќе се вика, па после на крајот друг наслов ќе ставиме? Да, ми се случило. И секој наслов е различна приказна и неговото доаѓање до самата книга е различно од другото. Например, соба 610 знаев дека ќе се вика така и тоа си остана. Да, знаев, а за Прага не знаев и тоа се случи спонтано од кога ја напишав. И ја
прочитав цела, ова го кажам инаку сега прв пат, некаде, ја напишав цела и отако ја прочитав, најдов една реченица во книгата која што вели, например, сега вели, јас тогаш тој ден ја раскажав ноќта кога напуштив Прага. Зашто наистина и ликот си заминува од Прага, така и започнува книгата. Так. И останува врежано тоа нешто како еден настан, да кажам, во нејзиниот живот. И таа после отако го раскажува тоа, го раскажува со таков наслов. Так, и тоа би дошло идеално, нели, за твој наслов. Да. Одлично, Јован, колку е тешко да се биде уметник во една мала земја, каде што не толку ретко и се соочуваме со предрасуди, нели, кажавме и претходно, млад автор, наш, македонски, па кој знае што пишува сега тој, па дали да го читаме. Меѓутоа ти продолжуваш да твориш. Колку е тешко да се даде критика, ајде вака ќе оставиме, колку е тешко да се даде една конструктивна критика и дали знаеме како читатели да дадеме конструктивна критика за авторот да препознае и да продолжи да твори? Да, тоа ние го умееме, но ни треба време. Ни треба време да се стекне доверба во еден автор, во една индивидуа, не е важно. Потребно е време, но на крајот се исплаќа. Јас велам дека не може да се живее и заработува од уметност во кај нас за жал не. Во Македонија, се додека не си во топ, не знам, петорица, да кажам. Да, сметаш ли дека кај нас има конкуренција на добри писатели? Се декларираш ли себе си за писател? Да. Се себе нарекувам писател и тоа баш неодамна, затоа што јас и пред ова велев не може да е писател некој кој што има напишано 2 книги. Искрено ти кажувам, нели? Но да, извини ќе да прекинам. Зошто те прашав такво прашање? Затоа што и пред да почнеме со снимањето разговаравме и надвор од пред камерите дека многу почесто гледаме како скоро секој веќе објавил книга и малку како да се губи тој квалитет и таа препознатливост, како да сме изгубени пред тоа да препознаеме кој стварно пишува, дај да прочитам нешто, човеков стварно пишува, стварно има талент и кој стварно прочита, види што напишав, купи си книга. Не може така. Да, апсолутно. Ама тоа се случува со цел аспект на уметноста. Да, музиката, така, се разбираме, точно така. Секој што... Точно така. И уште тоа да го кажам дека не се работи барем во писателството, не се работи за конкуренција, затоа што знаеш како, за секој има публика, за секој има тој место под ова небо и тоа е тоа. Значи, еве јас со моите колеги, нели, од ова бранша, никогаш не сум ги доживувал како конкуренција, затоа што ете, некој ќе чита тебе, некој друг, а при тоа има и одрнени кои што ќе ве читаат и двајцата. Така да нема. Така, дефинитивно секој си е приказна за себе и секој го пишува она кое што го уме најмногу. Колку пандемијата, тоа ми е едно од омилените прашања, те ги измести плановите, бидејќи уште ја живееме, не знаеме ни кога ќе заврши ни како. Сега колку ти ги измести плановите во однос на промоциите, во однос на оние дружби со читателите кои што не се заменливи. Јас мислам дека кога некој вака ќе ми потпише книга, значи тоа чувство не се заменува и за писателот, па и за читателот. Апсолутно. Знаеш, друго е на промоција, на литературни читања, на такви книжевни собиранки. Чинам за Соба 610 и немаше официјална промоција? Нема, за жал. Добро си разбрала. Немав. Да. Немав и тоа ме фрустрира многу. И си реков што... Чекаш погоден момент. Да не собереш сите. Ќе ја правам во
пролет би требало, значи барем некај март-април, ама се заслужува и така и и така како заслужува така личи промоција со луѓе, мислам да се собереме. Јас ќе нарекувам промоцијата и некоја крштевка, нели, на тоа бебе, тото родено. Да. Мислам, тоа е врвот веќе во она што си дал од себе и сега да си ги собереш. Тоа се моите 5 минути за тоа што сум го работел 1 година и мислам дека секој уметник спомена 1 година, тука ми се наметнува прашањето, различен временски период ти е потребен за различна книга? Да, значи, ете, накратко, првата книга ќе пишував 5 месеци, втората ја пишував 20 дена, третата ја пишував исто така пола година, Прага, што е најмала во обем, ја пишував скоро 2 години. Значи нема правила. Соба ја пишував 3 месеци. Апсолутно нема правила. Нели? До инспирација, до момент, до слободно време, до ова, до она. Така, но најмногу може би до инспирацијата, секако тоа кога ќе се дојде, не прашува. Така е. Јован, препознат ли си по твојот автентичен моден стил? Ти благодарам. Така вела тебе, така велам и јас. Така вела. Што е она што сметаш дека никогаш не би го облекол на себе? Има ли такви парчиња? Например? Строго бираш што ќе облечеш? Не. Да го поедноставам прашањето. Апсолутно. Се водам по тоа што јас се чувствувам на овој начин денес. Значи само по себе ти доаѓа така како да си се облечеш и луѓето всушност така и те доживуваат како препознатлив и автентичен. Ми се случувало и да заминам на кафе со сако, ама се случувало и нели на венчавка некоја да отидам со сако и тренерки или нешто така. Да? Значи, да, апсолутно. Значи храбар си. Сметаш дека секој треба да има автентичен стил според кој што ќе се препознава? Па без разлика дали ја сметам или не, не може тоа да се случи. Знаеш, како што на секој не му е приоритет да биде, нели, по некој дел препознан, така и ова. Ти кон неговиот стилот, јас исто. Ама кога така на некој, нели, индивиду, тоа не им е важно и тоа е во ред. Мислам, тоа е во ред, само, нели, толку се оди на некој настан да се почитува дрес-кодот. Так. Меѓутоа си стоиш на тоа дека сметам дека стоиш на тоа дека се обликуваш онака како што најубаво и се чувствуваш, барем јас тргнувајќи од себе. Тоа го практикувам така. Тебе да ти е убава. Апсолутно и кога ќе кажат нешто како ајде ова не ти стои, нели? Добро се викам, ама тоа ме прави автентичен. Тоа сум јас, знаеш, ако тоа стои или не стои, ти тоа да го притиш или не, тоа е во ред и за мене супер, ама тоа не сум јас, значи ова сум јас. Така, токму така. Пратиш ли некои модни случувања, можеби кај нас што се случуваат страна? Не знам колку се случуваат кај нас во последниот период со COVID-19? Не искрено. Наискрено не и никогаш не баш да сум нели некој обожавател на тој дел. Сега нели знам некои иначе нели брендови пратам и така натаму следам, но сметам као имам некои умилни парчиња од некоја колекција на Балман и така натаму. И тоа е се. Не се препотварам со што е тренд, затоа што тој тренд е супер, а отпосле као нели Иван што си го облеколова. Го облекувам тоа што го сакам без разлика дали е тренд или не. Што чита Јован највеќе? Што сакаш да читаш највеќе? Тоа што го пишува. Да? Да. Психо, мистерии, љубовни, ајде да кажам, ама тоа некако ми е во послаб, знаеш, дека едноставно сме презаситени од љубовни романи, од љубовни приказни, од филмови такви и сакам да се осврнам и во
последно време на постручна литература, нели за психологија, што Фройд, што Јунг, што и така натаму. А за 5 години како се гледаш? Како гешталт психотерапевт? Да. Со уште напишани барем 3 книги. Што 5? Ја 5 ти давам. Јас бев скромен. Јас се очекувам од тебе. Ајде да видиме. Така. Тржиме за збор. Јован, ајде при самиот крај на нашиот разговор можеме да си дискутираме до утре. Многу ми е пријатно вака во студиото со тебе. Што го сполнува, ме интересира слободното твое време, што друго сакаш да правиш, бидејќи ти си на некој начин, не на некој, него си уметник. Што друго сакаш да правиш, нели надвор од психологијата како професија, надвор од пишувањето, твоето хоби? Јас обожавам да се ликам, да фотографирам и да цртам. Сакам сега е клише да кажам, сакам да слушам песни и некои такви, нели тоа настана, значи сакам да правам пак, значи, некои нешта кои што се поврзани со психологија и книжевност. Значи, ете, како што кажав, па и фотографирање, правење на некои видеа и така натаму. И тоа е баш тоа што ме исполнува и што сега многу искористам тоа време за да направам такво нешто за опосле и тоа да ми биде во прилог на мојот нов роман, на мојот нов... Така, спомена едитирање видеа, фотографии, колку социјалните мрежи помагаат за еден млад автор, нели, таму да биде препознаен. Знаеме сега колкава е моќта на социјалниот медиум, нели, за да те представи. Колку тебе ти помагаат социјалните медиуми денес да нели, да те препознаат таму одредени целни групи на луѓе, да те видат, книгите да ги видат? Ги користиш ли доволно? Да, и повеќе од мислам дека доволно и доста е. Јас почнав уште од времето на кога Facebook беше тренд, да кажам, Instagram не постоеше. И сега, ако се сеќаваш на тој период на кога Facebook служеше и како Twitter и Instagram, нели? И таму се добро, уште е како Twitter. По-добро, да. Ама имаш и страни, нели? Да. Нели, pages, као. И од тој период сум јас и таму и почнав. Ти си стара школа веќе, се усовршил. Што е од Twitter за мене, каде ја на Facebook тоа го правам. Апсолутно. Да, мислам не треба да се занемари таму што имаат социјалните медиуми денес и треба да се зграбчи да се искористи тоа. Јас велам дека кога веќе го правиш, прави го и таму, зошто да не? Во позитивна, да, од позитивната страна. Јован, што ќе им порачаме на нашите читатели, да читаат ли македонски автори? Да читаат македонски автори. Да читаат повеќе, Да читаат уште повеќе. Да не се сомневаат во тој наш квалитет, да кажам, зашто навистина имаме квалитет. Да прочитаат па да даваат конструктивни критики. Да, апсолутно. А пред тоа никако. Апсолутно. Така, многу ти благодарам што беше денес мој гостин, многу ми е драго. Телевизија Сонце секогаш ќе стои на твоја страна, ќе биде твоја поддршка. Очекуваме уште многу дела, очекуваме да не собереш сите на промоција на Стуба 610. Држиме за збор. Да, тука сме за тебе. Ќе се видиме на промоција, ќе се видиме за уште нови успешни приказни. Ти честитам за се досега и ти посакувам да продолжиш по патот кој што си го одрал. Те благодарам од срце. 22 годишниот Јован Илиевски во најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Почитувани гледачи, се надевам дека со ова интервју успеавме да допреме до вас и повторно да го задржиме вашето внимание. Ние се гледаме наредната седмица во истиот термин. Дотогаш знаете, останува да ги поздравиме моите пријатели од Бутик Мај Мода и мојата шминкерка Самра Емери. Ве поздравувам и се гледаме за една недела.